Моменталната ситуација е според оно што го имаме ние, значи снабдување на домашниот пазар засега е стабилно и континуирано, односно во моментот не зборуваме за физички недостаток на нафтени деривати. Ако високи цени се задржат подолг период, ризикот е тие да се прелеат во пошироките трошоци за стопанството, инфлацијски притисоци, послаба ликвидност и поголема неизвестност во инвестициите, поради што е потребен навремен, предвидлив и координиран пристап меѓу институциите и бизнес секторот. Тоа е сегашната ситуација, вчерашната ситуација као генерална константа на комората за од анкетата што ја прави секојдневно со компаниите. Добро. Значи, реков се, ако ги поделиме во фази ризиците, дека се доаѓаме на крајот на првата фаза. Кои се реакциите што најмногу има неопходно потребно? Неодамна изјавивте дека очекувањата се дека ќе се продлабочи кризата и дека очекувате таргетирани мерки од владата насочени особено и кон извозниците. Имате ли некаков сет на барања кон владата, какви се вашите очекувања во однос на некакви други мерки? Целава ситуација, пуштањето на продуктоводот допринесе за стабилност во овој момент на снабдувањето со нафтени деривати. Но факт е дека на пазарот светската берза ги диктира цените и дека истите се предмет на осцилации. Исто така факт е дека никој не се радува и кога има големи осцилации нагоре и надолу, затоа што тоа прави и други штети. Што тоа значи? Тоа значи дека од почетокот на конфликтот имаме значителен пораст на цените на Brent фјучерсите, а во пикот на кризата растот беше и до околу 80%, над предкризните нивоа, што јасно покажува колку е силен ценовниот и волатилалниот удар врз компаниите и економијата. Значи, ние имавме ситуација во која што државата успеа да ја задржи цената да не оди во безвес, меѓутоа тоа допринесе на светските берзи. На светските берзи цената постојано растеше и тоа се одразуваше врз нашата работа на компаниите. Така да сега се наоѓаме во еден период на земање здив пред тоа што ќе се случува понатака, а тоа све зависи од меѓународните околности.